И добро вечер, почитувани гледачи, во тешки муабети со мене Стевче Јакимовски, Милош Милошевски, Александар Митевски. Вака ја најавува обично емисијата Александар Митевски Мечка. Мечка, што е, ти гледам турбини нешто си ставил на срце. Што е таа турбина? Све ви текна се турбини у глава ви се вртат. Нели, како се вика, енергетска криза, треба да произведуваме поише електрична енергија, да ја продаваме сега на поскапо. Значи, кога дишиш, ќе се вртат турбини. Додека дишам. Ќе произведуваме струја. Ќе продаваме на ЕСМ, на ЕЛЕМ, на не е битно на кого. Ќе купиме ефтино, ќе продадеме скапо. Ќе купиме ефтино, ќе продадеме скапо. И тоа ќе купиме ефтино од државната струја, ќе продадеме скапо пак на државата. Па на државата. Зашто почна државата? Кога имаш богата држава, ќе продава ефтино, ќе купува скапо. Да, нормално ние Ако е сме. сиромашно, ќе продава скапо, ќе купува ефтино. Не, шала на страна, мајцата е БМВ, да не ја мешаме со хидроцентрали и такви турбини. Мислам дека е навреда за брендот. Па добро, са идеме на така. Мислите ли дека нашите политичари палат свеќа на Тесла? Секоја вечер. Ја Мислам ја дека на Тесла... Сега Тесла. Замисли сега се на газија да се греевме, никако проблем, ова да светло да имавме, никако проблем. Свеќи него на... Сега оваа турбина ја пуштаме на ACDC. Има на Тесла. Да, во име на Тесла. Да. Добро вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во 12-та епизода Тешки муабети, среда едишн со Стевче Јакимовски, Милош Минич и со мене Александар Митовски Мечка. Вечерва разговараме за повеќе теми, меѓу кои што онаа која што е највака интересна вечерва е најтурбулентна е темата Русија-Украина. Гледавме последниве 3-4 дена разни слики и снимки од Украина, каде што се гледаат. Вчера имаше снимка, ја гледавме од наводно тестирање на сателитско оружје. Од друга страна пак украинците велат дека тие напредуваат, дека го пробиваат фронтот назад, дека ги ослободуваат, условно кажано, териториите од руска окупација. Русија спроведе и анектирање на регионот на Донбас, тоа е Донец, Луганск, Херсон влезе, Запорожје. Денес пак Зеленски подпиша указ со кој што ја негира референдумот спроведен во Донбас и практично ја анулира анексијата на Русија. Тоест не ја признава и вели дека тоа се дека нема да преговара со ниту еден во никој случај нема да преговара со Путин понатаму. Значи ќе преговара со друг руски лидер, но со Путин не. Значи нема више преговори. Што она што го зборевме мината недела, тоа е говорот на Путин во кој што вели дека во кој што кажа дека ако една педа руска земја биде нападната, тогаш не се исклучува и можноста за активирање на нуклеарното вооружување, претпоставувам во прв момент тактичкото нуклеарно вооружување. Ако одиме по таа логика, Донбас е веќе руска територија, а Зеленски вели дека ќе напаѓа таа територија. Со нели онаа интернационална легија која што е поддржана главно од луѓе кои што доаѓаат од земји членки на НАТО. Како гледаме на оваа ситуација? Имаме ли опасност од поголема тотална војна? Имаше денеска некои анализи дека води веќе кон тотална војна и таа веќе е неизбежна. Александар, од тоа што можам да го протолкувам и тоа што го пишуваат западните медиуми, но пред се разузнавачките служби, морам да кажам дека Ми-6 никогаш не греши. А Ми-6 во овој момент предвидува дека развојот на настаните ќе биде во насока на тотална војна помеѓу Русија и Украина. Она што се вели во последните извештаи на Ми-6 е дека на Зеленски му е порачано дека руските воздушно космички сили се ставени во највисоко ниво на готовност. Им е дадена наредба во наредните неколку денови да ги рушат сите сателити кои што кружат околу Украина и кои што ги
доставуваат до украинците најнови информации од фронтот, информации кои што се клучни за оваа офанзива која што во моментов ја спроведува Украина во регионот Херсон и во близина на Харков. Исто така Ми-6 му пренесува информации на Зеленски за за можност да повторно Русија влезе од север и североисток, тоа значи во правец кон Киев, и дека не се знае точниот ден на оваа можна офанзива, но дека постои голема опасност. Да подсетиме дека колку луѓето го сакаат, не го сакаат, навивачки се поставуваат во цела ситуација, говориме сите за пропаганда. Ми-6 беше единствен кој што даде точна информација кога ќе почне руската офанзива и 24 сати по последното предупредување Русија влезе на украинска територија со својата војска. Така да Мечка, кажи му кој даде најточна информација дека кога ќе почне руската офанзива? Па Ми-6 игра началникот Стефче Екимовски, така е. Така е. 2 дена пред тоа наручек ви кажав дека биче Белаја. Сега граначалник што величи, што ни следува во наредниве денови? Сите анализи кажуваат дека Русија ќе влезе во офанзива и дека ќе употреби веќе ново модерно оружје за разлика од ова конвенционално со кое што до сега се бореа. Инаку украинците точно имаат освоено територии кај Харков и Лиман го зазема и некои други помали делови, меѓутоа велат дека имаат многу големи губици. И просто се чудат како е можно со толку големи губици и понатаму да идат да напредуваат, од каде наоѓаат толку многу војска. Само на Херсон во отприлика 5 дена имаат погинато околу 6000 војници и околу 8,5 се ранети, значи 15,000 војници се изфрлени од строј само за недела дена кај Херсон. Овие 300,000 луѓе тие нема да се пуштат веднаш да идат на бојно поле. Да подсетам, Русија има стоечка војска 1.300.000, што значи од таа војска тие ќе донесат. Нешто чудно се случува, затоа што Русија имаше на истокот вежба со 55,000 своји војници, во исто време кога овие напаѓаа према Харков и ги освајаат тие територии, значи само половина од тие дивизии да донесеа на оваа страна, они не само што ќе го одбранеа Харков и Изјум, туку уште и ќе напредуваа и Лиман. Што значи дека нешто чудно се случува, дали се работи за некоја тактика, после изгледа се работи тактика, но воедно се сложни сите дека Русија сега ќе употреби многу по-софистицирано оружје. Не е тајна дека овие успеси што се на украинската армија е како резултат на интелигент сервис од страна на НАТО, разузнавачките служби, како и сателитските податоци, на кој дел Украина е послаба, каде има послаб распоред на сили, на оклопно механизирани единици, помал број на војници, како и во моменти кога војската се менува. Значи една оди дома, друга се враќа. Ротација. Сето тоа изгледа Русија намерно им дозволуваше за да сега дојде во ваква ситуација да собори некој сателит. Мислам дека ќе почне прво со комерцијалните сателити. Изгледа прв ќе го рокне тој на Илон Маск, што им дава Тоа се група на сателити. Да, дека тие ќе... Мада, не знам со авиони дали ќе може, затоа што тие летаат негде се движат на околу 130 километри во орбитата, барем јас така мислам. Ако грешам, некој нека ме исправи, но во секој случај, значи, ако веќе идат на рушење и на сателити, тоа значи војната ќе иде во пошироки размери. Кога Александар каже дали ќе се употреби нуклеарно оружје, тактичко нуклеарно оружје е значи боева глава со осиромашен ураниум. Ние тоа го имавме на Косово. Значи 104 точки се гаѓани во СР Југославија, од кои
30 во Црна Гора и останатите 101 104 беа вкупно, 101 се на територијата на Југославија и кога дојдоа француските како се вика тоа испитувачи на боени отрови и така натаму со нивната опрема, тие се зачудиле колку многу радијација има на Косово и буквално нема дел кој што не е озрачен. Нема многу возбуда околу тоа, да подсетам дека НАТО и американците употребата на тактичко нуклеарно оружје имаат спуштено на ниво на команда на батаљон, што значи на ниво на мајор. Мајор може да донесе одлука доколку неговите единици се во непосредна опасност да употреби тактичко нуклеарно оружје, ако значи тие го имаат спуштено командата на употреба на тактичко нуклеарно оружје на ниво на мајор, тогаш што останува за наредба на употреба на тактичко нуклеарно оружје на председател на една суперсила, што според мојот резон е логично да има употреба на тактичко нуклеарно оружје и ти не малку ќе има негодување, дополнителни санкции ќе има, но мислам дека тоа ќе биде употребено. Граначалник, во ваква ситуација каква што е денеска светот, веројатно не сме биле некои 50-60 години од кубанската ракетна криза. Тоа е 60. Кубанската ракетна криза е мала беба. Мислите дека ова е пострашно? Ова е пострашно. По ние, дали, американската армија има неколку степени на подготвеност. Немаше руски војници во Куба. Не беше Америка обкружена со руски војници. Овде сега ние имаме НАТО војска на граници со Русија. Нив ги имаме во Полска, ги имаме во Романија, ги имаме Естонија, Летонија, Латвија, имаме стационирани во Германија, има војните бази, Констанца е полна со авиони во Романија, значи имаме драстична разлика меѓу она што тогаш се случуваше и што тоа се случува сега ова. Светот е практично, он се води Трета светска војна економска, и тоа со енергијата и со природните ресурси, и вклучена е практично цела НАТО коалиција со давање на разузнавачки податоци, сателитски податоци, со обуки на регрути, со оружје, помагање со оружје, само што не е формално влезен НАТО во војна со руската армија. И јас од она што можев да го прочитам и да го најдам, во моментов американската армија се наоѓа во трет степен на подготвеност од нуклеарна војна, тоа е Девкон 3. Максимумот, значи највисокото ниво кога е веќе започнат нуклеарен конфликт е Девкон 1. Ние во моментов се наоѓаме во некоја средина, но според ова што вие го говорите е малку посериозна ситуацијата. И сега јас се обидувам да излогицирам и да најдам некој логичен заклучок. Значи Русија е доведена во позиција каде што не смее да загуби. Говорам од нејзина гледна точка. Моментот кога Зеленски можеби би успел со воена победа во регионот на Херсон, на Харков, можеби ќе стигне и до Белгород, значи да стигне до руска граница или да успее да пробие руската граница. Русија ќе биде приморана едноставно, приморана, логично ќе биде дека загрозена нејзината државност и тогаш сигурно ќе видиме употреба на нуклеарно оружје. Кон што Западот и сите овие кои што се противат толку гласно против тие мировни преговори, кои што не дозволуваат да има мир, да има договор помеѓу Украина и Русија, кон што се стремат? Едноставно, секој сценарио во овој момент води кон нуклеарна војна. Значи, тие идат на максимално исцрпување на Русија, со тоа што ќе дават пари за да стабилизираат украинската економија, ќе дават оружје за да има да се тепаат против русите и ќе обучуваат војска. Значи тоа е стратегијата која што е направена. Украинците се подготвени да гинат и тоа така ќе продолжи, нема да се смири брзо. Добро, ама еве ние како НАТО членка, како Македонија, не знаеш што е полошо. Дали да победи Русија или па да изгуби Русија.
Бидејќи Путин тоа што цело време го потенцира е дека моментот кога ќе биде загрозен суверенитетот на Руската Федерација, тој нема да бира средства кои ќе ги употреби за да го заштити истиот. Што значи ќе почнат Путин не да го збори летаат тоа нуклеарки. дека ќе ги загрози Украина, Путин тоа го збори ако евентуално има напад од Полска, значи од тамо најмногу постои опасност, значи ако НАТО влезе во директна војна со Русија, тогаш ќе има употреба и на нуклеарно оружје ако е потребно, што значи дека стравот од Украина не е тоа страв. Пак ќе кажа 1.300.000 војска, па тој да прегрупира 100.000 војска, он веќе не само што ќе воспостави равнотежа, туку ќе има драстично појачување на своите сили. Значи, само една армија војска да пребаci во тој регион. Но, општо правило е, кога одиш во напад, минимум 3 до 5 пати треба да имаш повеќе војска, а на 700.000 стоечка војска во Украина, Путин влезе со 150.000 негова и од Донецк и Луганск 100.000, значи нешто помалку беа од 250.000 војска према 700.000. Во конкретниот случај треба руската војска да биде минимум 2 милиона за да се оди во офанзива и за да се освојува простори како што сега освоија. Но, ќе почекаме. Наредниве 10 на дена све ќе ни стане јасно што ќе се случи. Во моментов последните информации од Украина велат дека аларми противвоздушни се вклучени речиси на целата територија и дека некои 50 на авиони се забележани во правецот на Киев и најверојатно и ќе погодат некои тамомети во главниот град на Милош, Украина. Забележани тие не се магариња па идат полека, тие идат со 3 маха. Со 3000 км на сат, како забележени? Ако ги забележале, тие до се избомбардирали и отишле. Па веројатно. Веќе се у база. Да. Нема забележено, додека го забележиш. Она што можеби македонскиот народ најмногу го загрижува и што треба да не загрижи, дополнително ќе го видиме како ефект од целиот овој конфликт исток-запад, е одлуката која што ја донесе ОПЕК денеска, односно ОПЕК плюс во кој што членува и Руската Федерација, тоа е одлуката за намалување на производството за неверојатни 2 милиони барели дневно. Па нели Бајден ги убедуваше Саудиска Арабија да го зголемат производството. Ги убедуваше да го зголемат, тоа го правеше и сега што испадна Макрон и Шолц го правеше и неколку часа пред да биде донесена одлука на ОПЕК плюс, беше најавено дека ќе го намалат за 1 милион барели производството, излезе State Department со изјава дека тоа би било катастрофа за светската економија, но и непријателски гест. И не за еден, Саудиска Арабија, големиот партнер на Соединетите Американски држави, го намали производството за 2 милиони барели. Што сега гледате парите што ги даде Саудиска Арабија за набавка на оружје од Америка, тие 37 милиарди, како ќе си ги вратат? Со помало производство, а повисоки цени. И сега што испадна, го послуша Бајден или го слушаат Путин? Путин го слушаат. И сега практично вака ќе му ја финансират војната. Ќе си ги исплаќа овие 300.000 војници, треба да јадат, треба да пијат, треба да се облечат, треба платичка да пратат дома на жените. Ете како ќе ги финансира. Се очекува цената на Брент барел нафта да стигне повторно над $100. Од Белата куќа велат ова во целост е она што Белата куќа не го сака, ова е нешто што го сака само Русија. Ова е Значи, точно е тоа што го зборам. да, соопштение на Белата куќа сега Бараат оружје за масово уништување. пред 11, да. Сега ќе покренат истрага за Кашово. Вели исто така ова става Саудиска Арабија на дипломатска трака за Нема да судир ја примат во Европска унија. за судир со САД. НЕЗ не може да ја претат дека нема да ја примат во Европска унија. Да, тука имаме точно 2 милиони барели дневно или 2% од глобалното производство на нафта. За помало производство повеќе цени се земаат. Да. Добро, што ќе значи тоа за инфлацијата во Македонија? Што ќе значи за македонската Од прв економија? па што ќе значи катастрофа. За компаниите, за граѓаните. Ако во другите земји кои имаат поголемо производство, пример има инфлација 8, кај нас ќе има 11-12. Зошто?
зашто кај нас е многу мало производството, изгоре на тоа паѓа и ние бидејќи сме увозно зависни, значи и нивното тие ги компензираат своите загуби со зголемување на цените и практично ние прелеваат инфлацијата кај нас. Значи ние имаме голема увозна инфлација. И на тоа ако ќе се додаде падот на производството што го имаме, значи ние ќе влеземе во фаза на стагфлација. Да, Што ќе биде, што викаше една комшика, катастрофа. Значи ќе имаме затварање на фирми, тоа не е тешко да се види, веќе се затвараат сите што ја мислам дека Светска банка, анализата на Светска банка, последната анализа пред одмината недела е дека Македонија е на курс кон стагфлација. нема потреба да слушнам Светска банка, тоа се знае секој економист што малку разбира економија, јасно е, значи ние имаме пат на производство, имаме увезена инфлација, имаме пораст на цена на суровини, на енергенсите, значи енергенсите учествуваат минимум со 30%, а сега ќе учествуваат и преку 50% ќе учествува во формирање на цената на производ. 38,6%. Ајде да прашам, во рудниците колку посто ќе учествува? Затоа што тие компресорите што бушат на струја работат. Тие вентилациите што внесуваат чист воздух, на струја работат. Тие затворени се више рудниците. Што изнесуваат руда, на струја работат. Лифтовите со кои што се спуштаат на струја, све работи на струја. И сега колку ќе му се зголеми негова потрошувачката? Зголемена на 4, значи прво ќе видите дека рудниците сите ќе затворат кај нас. Па на добар пат сме, скоро сите Флотацијата цела работи на струја. Флотациите. Дробилиците работат на струја. Све ќе тоа ќе затвори. Може да мислите што ќе значи тоа за македонска каменица, што ќе значи за Саса, што ќе значи за Крија Паланка Тураница. Катастрофа. Пробишли 600 луѓе, знаете ли што значи 600 семејства без плати доста? Информациите си дека некои големи остана 1000 и нешто. Фени, веднаш. Ја претпоставам дека и Скопски легури и Макстил ќе затворат. Информациите со кои што располагаме е дека е тешко и таму работат. И само ќе гледаме телевизија. Па треба да можеш и да платиш и интернет и Имавме пред некој ден средба помеѓу економските тимови у наводници. Начело со Невовски. Да, Јак ти? играл фудбал човекот. Знае економија. Да. Трансфер. Здрави лица. Да. Тешко на државичка. Господ нека не Беа на средба за да разменат идеи, да кажат експертски мислења за тоа како треба да се спасува економијата. По средбата не се договорија ниту за заедничка изјава. Значи дека не се договори. Да. Господ знае зашто се договори. Не може да се договорат граначалник кој прв ќе даде изјава воопшто. Абе тие се договарале како да и уставот да го сменат за Бугарите? бугарите да влезат унатре, мислите се договараа за струјата, што ве гледам. Чудни. Како и да е, не може да се договори неколку давање на заедничка изјава, што значи може да замисли што се случува внатре. Не се договориле значи ништо. Од тука произлегува и тоа дека ние, можам да се согласам, тешко на државичка со ваква политичка сцена. Државата дава изјава ако немало да се топли народот и тој нема. ќе седел во ладно. Не бе председателе, абе како ти ќе седиш во ладно, ќе си одиш ти. Ако не се грееме ние, зашто сме те бирале тебе? За да ние мрзнеме? Не бе братко, ако ние мрзнеме, да знаете дека вие ќе си одите од власт. И то како? Народ ќе искочи на улица и ќе биде чао. Да не се игрете. Влечете со магарињата тамо, чумур, не си... А Мицковски што им предлага? Да работеле сите блокови на рек Битола, да работел ТЕЦ Осломе, да работел ТЕЦ Неготино и хидроцентралите да работел. Ебе, јак предлог имал. Да, не ни текна. Како не ни текна? Не ни текна. Како не ни текна? Како не ни текна, мајку му. Да работеле трите блока, од вкупно 3, да работел ТЕЦ Осломе и ТЕЦ Неготино и да работеле хидроцентралите. Саша, Во понеделникот бев на Козјак. Знаете Козјак колку е? Испод ниво. Нужен минимум. Да, испод ниво. Како ќе работи? Вели Саша Томич, сите дробилици не работат на струја, еве Маричич работи на бифтеци. Некои на октоподи.
Мобето ми беше неуспеани за тоа да се договорат, да дадат заедничка изјава за тоа. Фарса, токму тоа беше Може да мобето. ви кажам, кој разбира енергетика? Уште извини. Да се надоврзам на вашата објава на видеото што го имавме околу лицемерие, го имавте кај вас на Facebook околу лицемерието. Излегува Мицкоски на посредбата пред влада и вели нема договор со овие луѓе, тешко на држава. Сега го парафразирам. И ја исто зборам. Да, тешко на држава, нема разбирачка со овие луѓе и како и да е. Завршува изјавата на Мицкоски, започнува изјавата на премиерот Таче, кој вели имавме одлична средба на која што Мицкоски очекува да биде поостар, ама беше доста разумен. Значи, лицемериево е, како да, тоа не е веќе лицемерие, тоа е политиканство, тоа е глупирање. Са ти да излезеш и да кажеш дека еве јас се искарав унатре и со овие нема разбирачка, и после 3,5 минути изгледа тој со кој што се разговарал или мислите дека ќе биде поостар. Никому ништо. Имаше, јас све мислам дека тоа е изјава на Анте Младинич, еден југословенски селектор во фудбал, вика промет му е био добар, ал зарада нула. За некој промет му е био добар, ал е зарада нула. Значи за некој фудбалер добро играл, ама гол не дал. Така и овие се сретна, ама што решија ништо. Промет им е био добар, ал зарада нула. Сега Мицковски вика тешко на државичката, он сваќа дека и он не знае што да каже. Што кажал? Да работи РЕК, 3 блока, да работи услуги. И руски газ да заеме. И руски газ да се. Да, имаше. Плюс да грее, и плюс да грее сонце, Да, и ветар да дува? да не дува ветар. Не, нека дува ветар, ќе дува Што со тие 10? у ветерниците. Да не дува ветар, тогаш ќе бидеме бомба. Да. Тогаш пократи рака ќе се види тоа. Да дува, да грее сонце. Значи што? Особено у пределот на гази баба. Тој што разбира енергетика. А пред се, тука мислам, на секторот за енергетика во Министерство за економија, министерот за економија. Веднаш требаше алармо да се уклучи кој разбира енергетика, дека со војната интервенцијата во Украина цената на енергијата ќе поскапе и ние веднаш требаше да склучиме договори со Косово и каде све не за Јаглен, за да РЕК Битола функционира како што треба, евентуално што треба ремонти и така натаму, све тоа да се направи што е можно побрзо, за да биде, за нас е клучен РЕК Битола, зашто 70% од енергијата ни ја дава РЕК Битола. Ама граначалник, знаете што е проблемот во моментот во РЕК Битола? Едниот од блоковите работи, тој блокот 1, блокот 2 мислам дека е во ремонт, а блокот 3 минатата година изгоре трафостаница. И тоа сме го говорели претходно тука во емисијава. Еден поранешен директор некни ме сретна рече лажат пола блок работи. Не знам за тоа што е во функција. Проблемот е со блокот што воопшто не функционира, не тој што е во ремонт, што трафостаницата уште не е готова. Се работи за специјална трафостаница која што се прави за потребите на РЕК Битола, бидејќи станува збор за застарена технологија. И ја правиме по порачки. Ние ја чекаме таа веќе трафостаница една година. Така? Не, мислам дека во Србија се произведува, не можам да се сетам точно на компанијата. Не и се. Јас како гледам на работава. Имаше договор со македонски снабдувач за делови само за РЕК Битола, мислам дека беше од Демир Хисар. Фабрика направија, таа компанија направи фабрика само за потребите на РЕК Битола. Значи, да не се чекаат делови да се добавуваат од Кина или од било каде ни светов, па преку Солунско пристаниште до РЕК Битола, туку да има директна комуникација и тоа да биде таа комуникација да биде побрза и да биде поефикасна. За жал тоа го запреа како пракса после 2017 го запреа како пракса и таа фирма пропадна или е пред пропаѓање, пред колапс. И имаме се соочуваме со вакви проблеми као недостаток на трафостаница. А таа трафостаница им се запали летоска. И знаете ли што ќе ви кажам? Обвинителството во врска со енергетиката и овие глупости што се прават треба да си отпочне да се отвори истрага. Има ли одговорен?
за цркнување на трафостаниците и што ако е тоа саботажа во оваа ситуација? Кој ќе одговара зашто работи пола блок во Рек Битола? Се превземени на време мерки, не се превземени мерки, тука треба да се отвори истрага. И ова не е мала работа. Гледате ли дека остануваш без производство, остануваш без грејење, остануваш без светло, како да си во војна? Мене Има граначално една кога сме кај обвинителството, јас најавив минатата недела дека работам на афера на текст на сторија во врска со злоупотреби во енергетскиот сектор. Од обвинителството за гонење на организиран криминал имам измешани информации кои што велат, едни информации тврдат дека има отворена истрага за хидроцентрали, за мини хидроцентрали, да не откривам сега сторијата. Од друга страна, официјалните одговори велат да има, ама тоа знаеш како не е истрага, тука е се уште пред истрага и слично. Ме загрижува тоа дека можеби некој во ОГО ќе става таа истрага во ФИОКа, но за среќа во таа предистрага има веќе обезбедено доволно материјал, кој што нели неофицијално го знам и кој што го подготвувам да го објавам. Но она што уште повеќе ме загрижува е во ваква криза се соочуваме со грабеж на државниот буџет од сите политички актери кои што имаат било каква власт. Да. Тоа се причини за да се оди во затвор. Се направил милиарди евро штета. Со превземање или непревземање на мерки. Превземање погрешни или непревземање. Ја не викам дека некој треба да одговара, но истрагата треба да покаже дали некој не превзел на време на мерки, дали евентуално некој ако ги алармирал, некој не одобрил средства, не билансирал средства, бил неодговорен и така натаму, тука нема играчка. Ова е многу сериозна работа. Клучот, како викаше Сталин, електрификација плюс индустриализација равно на социализам. Значи, ако немаш електрификација, немаш и индустрија, нема ни социализам, нема ни благосостојба. Како ќе живееме? Нема грејење, нема телевизија, нема светло наоѓа, нема улично осветлување, нема социализам. Значи, електрификацијата, енергијата е прва. Има ли демократија на... А демократија ќе има, ќе може да си пцуеме по дома. Ама по дома. Мене, јас како гледам на работава, имаме брана една и браната више е попустена. Ми смета што пушите да знаете дека ќе предложам за казни. Добро. И еве ги повикувам надлежни институции државни да дојдат и да ве казнат зашто пушите во затворена просторија. Ако успеат да влезат. Ја ќе им отворам врата и да ве казнат. Како гледам на работава, ние сме бранава е попуштена со вода и вода иде на кај град Скопје да речеме, и до 10 минути до Скопје. И сега наместо да се подготвиме за ударот, нашиве политичари, едниот имал план, другиот имал план, не убедува дека ќе биде се добро, додека во Словачка излегува премиерот и вика не чека колапс на економијата. Сегде се прогнозите црни, не стигаат добри вести од никаде. Зошто, например, не го подготват народот за оно што ќе следува ова зима? Кажете, купете си залихи на храна, чувајте си дома залихи на вода. Не знам, ако имате можност некој помал агрегатор. Дживри. Ама не, навистина, сега денеска гледав, мислев да го преведам, заборив да го објавиме на Инфомакс, гледав германската влада има цело соопштение, има предупредување за своите граѓани колку храна, кои лекови треба да ги чуваат дома, вода. Значи, реално големи се шансите дека зимово ќе немаме ни струја, ќе немаме ни газ, ќе останат многу луѓе без работа. Зошто никој не го подготвува народот за тоа што следува? Зашто се уште правиме муабет за предвремени избори? Еве за референдум више не прават муабет, не можеме да коментираме. Зошто не искочи еден политичар и каже луѓе спремете се, не чека нешто досега невидено? Затоа што тераат гол популизам. Едните да не се дигне паника, да не ги напаѓаат, а другите да не идат до даска до крај, така асистираат во целата таа работа.
од ова што го збориш е сигурно дека ќе се затвараат фирми, ќе се затвараат работни места, ќе се зголеми сиромаштијата, ќе имаме пат на животниот стандард, ќе се зголемуваат цените, тоа е повеќе сигурно. И јас мислам дека Белким ќе се снајдат со суровини репроматеријали за производство на електрична енергија. Ама нормална држава го подготвува својот народ, ако ништо друго, барем психички, за тоа што го очекува. Затоа што Вучич, Србија држава која што е далеку поспремна од Македонија, со поголеми залихи, има најдено и извори на газ, има и големо домашно производство на електрична енергија. Значи, една држава како Србија, Вучич секој излегување на телевизија кажува дека ова зимо го чека светот катастрофа. Нашиве политичари не можат да се ограбат и тоа да го кажат. Дека едноставно тешки времења се пред нас. И не знам и сега дали воопшто нешто може да се промени. Они се стабилни луѓе, Вучич е паничар. Нашите се стабилни. Дали сме ние во ситуација кај што нешто воопшто може да се промени воопшто сега во ситуацијава, јас верувам, сум убеден дека не согласност може. од Европската унија да ни дадат българите газ, ама они се надеваат на $200 по кубен метар, а овие Барат малку повисоко. мислам дека околу 400 барат. 370-400. Што е пак во ред ако видиме дека пазарната цена е негде околу $2000. Работел ли некогаш Рек Битола со сите три блока? Е министр за економија сте били. Најголемо производство има рекорд, има постигнато Панда Лазаров 6300 или 6500 гигават часови. Рекорд. Тоа е прашање на гледач. Да. Кој што вели Панда Лазаров, под водство на Панда Лазаров, јас сум бев министар за економија, 6300 или 6500 гигават часови, значи тоа е рекордот на Рек Битола. Вели јас од кога памтам за се, Рек Битола работи со еден или два блока максимум. Не. И искрено, и ја памтам од секојаш дека работел со два блока, еден им е пукнат у ремонт. Да, зимно време, поготово со трите. Не е лесно да исклучиш ти блок. Тешко е неговото рестартирање. Значи тоа е после бара години. Постапката на рестартирање, на парење на блок, на ремонт на Па блок. мораш да се прави цел ремонт, тоа не е така едноставна работа. Каква е постапката на ремонт? Сега ја не знам, не сум термоинженер, ама знам дека не е едноставно да се изгаси блок. Со години слушаме се ремонт на вториот блок, ремонт на третиот блок, ремонт на првиот блок и последен. Што значи ремонт на блок? Па има делови кои што се оштетуваат, тие се вадат, се стават нови делови. И тоа трае толку многу време? Па трае минимум, ја мислам дека месец од 20 до 40 дена трае минимум. Најчесто настрадуваат од тоа што сум го читал и што сум разговарал со експерти, најчесто страдаат цевките кои што се пескуваат пред се поради ниско квалитетен јаглен. Многу големо влијание има квалитетот на јагленот врз тоа. Да, нашиот јаглен му се вбризгува плюс мазут. Да. Нашиот. Бидејќи е ниско калоричен. И со Да помал биде квалитет. покалоричен се вбризгува и мазут. Негде 0,12-0,14 грама по киловат добија на електрична енергија. А кад се краде мало више иде до 0,25. Кад се не краде е 0,12. Инфлација 16%. Добро. Што ќе прави? Ми знамо и веќе инфлација од 16%. Добро, ама од прилика со оваа Вие сте биле инфлација малечки, за знаеш, ти 5 93-та, 94-та колку години? не сум бил роден 93-та, 94-та. Ти си уживал тоаш. Да. Си ни се смеел на овие таму, што ќе барамо надвор, види овие се мучат со инфлација. Да. Мечка и ти си бил мали. Мали. Да. Си играл джамли. Джон. Добро. Имавме големи инфлации. И тоа го уништи македонското стопанство. Каматни стапки месечни беа на кредитите по 23-24% месечна камата. Сметите на годишно ниво колку? Преку 300 и кусор %. И кое стопанство може да го издржи? Сега ни се случува исто само со електричната енергија. 16% мислам дека ќе иде, сега ние влегуваме во така наречена инфлаторна спирала.
почнува 16 наредниот вечер, значи се уште сите производи не влегле во колото, Да. кои се надвор. Штом влезат овде и почне да ги мели, се повише производи ќе почне да се качуваат и тоа све иде нагоре, нагоре, нагоре. Како оној вителот од торнадото. Нели, од малку почнува и само се зголемува, се Да. зголемува, се шири, се шири, се шири. Во суштина како што расте производствената цена, така расте и финалниот продукт кој што го купуваат Како граѓаните. растат трошоците за Трошоците производство, за производство, да. како паѓа производството, тогаш имаш помалку производи Да. на пазарот, автоматски растат цените. Имаш потреба од повеќе пари во аптек. И во социјализмот печатевме од примерна емисија. Сега зиеме пари од другарите, од нашите, како се вика, Стратешки партнери. И така се задржуваме. У комунизмот од примерна емисија, еден ден ке рече стоп, више не печатиме, нема инфлација, ја е здраво. Инфлацијата примерно потекнува од скапите цени на енергенсите и рече си секогаш е тоа причина за висока инфлација во сите примери низ светот и низ историјата. И сега имаме ситуација во која што владата нас ти вели ние ќе земеме газ, поевтин газ преку Србија во договор за размена, газ за струја. Истовремено ни Толку многу производствени капацитети што На струја. да, па тоа е само за нас што ќе произведат туку. тоа е ставот на владата и сега Па ние можеме се- ако почнеме да работиме до навечер од 10 до 6 сабалја да работиме, преку ден да спиеме. Можеме, нивки им треба дење струја. Така да за нас ноќе ќе произведеме, за нив дење. Една нелогичност во таа изјава или во тој план нелогична. Као ние ќе купиме газ од реекспорт од Србија преку цевководот од Бугарија, ако имаме санкции уведено кон Русија. На кој начин тоа ќе го направиме? Или тоа е само се убаво да се слушне па ќе го кажеме на прес? Колку да се каже. Или тоа е популизам? Колку да се- Има ли можност, има ли таква реална можност? Ма има можност, само ќе ги прекршиме санкциите. Санкциите. Не знам. Тоа е тоа. Валјда Се. некој владата Јас сум за. има, како се викаше на песната, кеца из рукаве. Цеца ли е пеше таа песна? Не знам, ама Кеца јас сум за да ги прекршиме санкциите, из ако рукава. значи подобар живот за сите граѓани на Македонија, зошто да не? Кој ќе ги... Оваа влада со овие луѓе ќе прекрши санкции. Па не. Како што збориш ти? Реално да не забораваме кога говориме за инфлацијата, дека минатата година и предминатата година во време на корона кризата се печатаа пари и се пуштаа пари во оптек како луди. Се даваа ваучери за да идат луѓето на одмор, се даваа плати, а ништо не се работеше. Значи тоа се си имаат своја цена, парите имаат своја брзина со која што Сега те ми влегуваат дадат во ваучери оптек. на Бали, да одиме на Мајами. Да, кај што е топло. Топлите краишта, Да. као ластовичките. Да не трошиме струја. И ние кренучу тамо с ластама мали им треба и ние на југ да се селиме. Не е лоша идеја. Не е лоша идеја. На самиот почеток го споменавме извештајот на Светската банка. Оно што е трагично во тој извештај на Светска банка е дека македонската економија има најмал раст во Европа, 2,1, зад нас се само Русија, Белорусија и Украина, држави кои што се во војна и под огромни санкции. Како е можно ова? Што се случи толку катастрофално во Македонија, каде погрешивме, да во исто време имаме оваа висока инфлација, се очекува зголемување на невработеност и таков катастрофален низок раст. Милош, значи не се отварат нови работни места. Немаш директни странски инвестиции. Си слушна да некој погон негде лента. Не. Со милион евра погон ќе да се отвара, ќе иде премиерот или председателот ќе сече лента. Нема. Штом немаш ти отварање на нови работни места, нема директни странски инвестиции, автоматски имаме пад на производството, што имаме пад на производството, имаш пад на факторите за производство, значи имаш големена невработеност, имаш тоа мора да се компензира тоа намалено производство, имаш фиксни трошоци кои што ги компензираш со тоа што ги зголемуваш цените, автоматски доаѓа до зголемување на цените на стоките и на услугите и како резултат на тој општ пораз на цените ние влегуваме во инфлаторна спирала која што
Од друга страна, нашата инфлација е и структурна. Ние не успеавме да го преструктурираме стопанството. Значи, лошата структура на стопанството, гледаш како е подложна на екстерни влијанија. Кога ти имаш економија која е подложна на екстерни влијанија, тоа значи имаш лоша структура на стопанство. Од друга страна, имаме мал пазар. Санкции према Русија, санкции према Белорусија тамо, тој дел не можеш да извезуваш. Вамо на запад те зафркаваат и поставуваат високи ставки. Криза, што правиме и како, на кој начин ќе излеземе од оваа криза? Мислиш ли, Јакимовски, дека има доволно критична маса да предизвика некакви социјални немири? Имаме економска криза, имаме неспособно политичко раководство, имаме предавство во подготовка, значи ставање бугари во устав, прифаќање, веќе прифатен францускиот предлог, но имаме референдум кој што де факто ќе го легитимира тој француски предлог. Немаме, никој не говори за референдум, што е дополнителна измама. Што е дополнителна измама, да. Имаме криминалци или луѓе кои што се склони на криминогени активности и во едната, и во другата, и во трета политичка партија, сите се на власт. Во моментов нема политичка партија во опозиција, освен Левица Гром и не знам, трета, четврта. Да, дори општина Карпаш. Сите се на власт и секој на секој си ја префрла одговорност. Не гледам начин како ќе се излезе од оваа криза, од оваа ситуација, освен ако нема доволно критична маса да излезе на улица и да се направи така наречена социјална револуција. Ние имаме ситуација кога имаме предпријатија, актуелна е темата град Скопје и слично, во која што за 6-7 месеци за адвокатски услуги се наплатиле 380, скоро 400.000 евра. Од колку адвокати? Од тројца. Тројца. 380.000. Само од едно предпријатие. Браво. А предпријатието бележи загуби? Предпријатието бележи загуби, предпријатието е влезено во една инаку се работи за љепа водовод и канализација. Браво. Значи 380.000 евра за 6 месеци за тројца адвокати. Истите тие адвокати имаат исто толку пари инкасирано од другите предпријатија. И се бунат од ВМРО ДПМН зашто Данела Арсовска им го избркала директорот или директорите. Зашто не тргнала цуцлата? Ама тоа се 400.000 евра од едно предпријатие за 6 месеци. За адвокатски услуги. А кај се другите? Да седнеме, ние имаме испратено барање до водовод, предпоставам ќе ни го прифатат за пристап до информација од јавен карактер, кој што бараме да видиме кој со кого склучил договор и зашто. И како се воделе постапките. Ја верувам дека тоа е таму направено салат. Паркови Зелениот плата луѓето не може да земе. Ама затоа адвокатите во Паркови Зелениот зелен купари. Можете да не откриеш кои се тие адвокати? Кои се тие луѓе? Не, утре ќе го пишувам текстот, ми е драфтиран. Не, сите се тие адвокати кои што, например, еве, согласно тоа што сум го истражил до сега, се или членови на партиска комисија, правната комисија на ВМРО ДПМН, или се пријатели на лидерот, луѓе кои што сме ги гледале фотографирани до лидерот на ВМРО ДПМН на протести, на митинзи, на оно. Значи, тоа се или тие адвокати, или вработени адвокати во нивните канцеларии, демек да не бодат очи. Александр, се е тоа рече што ангажира адвокати, меѓутоа сумите се басносно. Рашуне за 6 месеца, за година ден и пол ќе биде. Срамота, тоа е многу. Страшно. А има правна служба. Тоа е многу. Истата логика е. Сега разговаравме претходно, велиш, имаме предпријатие, те слушав и на само вистина,
имаме предпријатие со 2000 вработени, кое што се плаќа, кое што има соодветен кадар, кое што има можност за една набавка и не набавува самото цевки, туку го ангажира кодинг. Зашо плаќаме ние? Не само цевки, го ангажира и кодинг и енергомонт, да копа ровови, да поврзува цевки, да има водоводжи. А што прави тоа? Ја не знам. За помпните станици одржување. Например, зашто има правна служба тоа што? Ако треба да се ангажираат вака, на овој начин. Па сигурно нема правосуден. Па веројатно. Ќе вработат двајца со правосуденик и тераат предметите на водот. Не, страшно. Ама очигледно Рацете во медот биле длабоко навлезени. Многу е. За тројца 380.000 евра е многу. Претерано. Значи во оваа ситуација кога не убива енергетската криза, кога енергијата во јавното комунално предпријатие водовод 4 пати е зголемена, ти вакви намети да му нанесуваш на предпријатието треба да си бездушен. Бездушник да си. Значи во оваа ситуација од бувало и се вади. Затоа они толку скокаат, затоа што Имаше една Многу друга отсутство. има една друга ситуација. Мене ми е многу јасна, минатата недела најавив афера во врска со електрани, бизниси со електрани. Вечерта кога ја најавив темата дека ќе ја пишувам, другиот ден излезе СДСМ со излезе ВМРО со афера за бројло, на која што одговори СДСМ со нивна афера. И сега што не ми е јасно? Дали ги предизвика најавата дека ќе изодам афера и едната и другата партија да се покриваат меѓу себе, бидејќи тоа така ми личеше. Зашто СДСМ излезе со една многу со многу глупави тези, многу глупав прес, кој што им е фактички неточен. Ги промашуваат имиња, презимиња, фирми и слично и практично му оставаат пенал на Мицкоски да рече слушајте што кажете не е точно. Што фактички не е. Зашто други се фирмите, други се луѓето. Друга е трговијата. И са мене ми изличи тоа на сценарио да имајќ да се да се ме изеде аферата што ја најави Александар и не е точно. Ацко тересе ти со аферите. Не, јас ќе си терам со аферите. Ти си кредибилен во Ја ќе си терам со аферите, затоа ги немам бидејќи е кој поручник мамли си. Мама, мамли, знаеш што бре мамли? Слушай, интересно. Видовте ли Мицкоски зошто раскинал со мене коалиција? Он не можел да ме поддржува, може да мислите, не можел да ме поддржува во моите заложби за бетонизација на Карпуш. Видите какво лицемерие, како да ви кажам, ај да каже не се слагаме во нешто, имаме различни стави, различни мислења и така натаму. А сега да го прашам, Кристијан, кој сакаше да гради 28 катница, ја или ти со Икецот? Сакавте да градите или не кевте да градите? Затоа имавме конфликт. И втора работа, значи, покрај тоа што сакаше да градиш 28 катница, како бе во Ѓорче Петров носиш во Дексион урбанистички план со 50 стамбени згради, од кои најголемите најмногу од нив се 17 катници. Како бе Ѓорче може да се бетонизира, а Карпуш и еден објект и за тебе бетонизација? Па граѓаните на Карпуш немаат ли потреби? И сега баш ќе гледам сите планови каде што ќе ги носат и каде што ќе бетонизирал, јас јавно ќе го прозивам, затоа што тоа го гласат неговите софеници. Значи, во Ѓорче може да се гласат 50. Јас ќе ги пребројам сите згради што се вцртани од 2009 до 2017. За тие 8,5 години. И ја претпоставам дека тешко да ја поминеме таа бројка за 50 згради, а тие само во еден урбанистички план 50 згради. Инаку е право Љупчо Бојковски од водовод додека беше Вескојски канцеларија Зечевиќ колку пари зема од водовод многу провери адвокати на СДСМ до извршители точно е за точно Љупчо Бојковски, да.
Прашањето е зошто ВМРО не проверило колку. Не, точно е тоа. Точно е тоа. Само нека се надпреваруваат кои повише. Не, то да, ама точно е тоа дека земале многу пари. Значи и претходниве земале многу пари. Ама поентата и борбата како на нас како медиум за тие што не име јасно зошто ќе ги објавиме. Беше да се сменат овие луѓе што го крадат пред. Луѓето ги смени, а тие и ние требаше да дојдеме со други навики. Ако Така е. Зимале, не знам, за 6 месеца да 150.000, ние да земеме за 6 месеца 20.000. 10.000. А не Да земеме Дупло повеќе. 400. земеме 380. Нема. Така е. Ама тоа се новите лица. Додуше издаја сите се младички што ги земале парите. Сите се адвокати работени во адвокатски канцеларии на звучни имиња. Сите за, нели, таа е финта. Да ме ќе вработам, ја Милош ќе оставам да биде адвокат за да не знае дека сум ја. Дека ја ги земам парите. Меѓутоа за секој си има документ, си има пусул, кој каде е. Така, брука. Ја мислам дека бездушно во оваа ситуација ти од такво предпријатие кој ќе видите во каква ситуација тешка ќе дојдат јавните предпријатија. Ќе се видиме, ако бидеме живи и здрави во март месец. Ќе видите што ќе збориме ние во март, во април овде за тие јавни предпријатија. Мислам да ја поздравам од оваа ситуација обвинителката која што го води предметот за фирмите за мини хидроцентрали и производство на електрична енергија од хидромини централи. Веројатно се чувствува под притисок дека ќе биде обележана како обвинител кој што терал политички прогон. Еве и ние ќе објавиме целата таа ситуација за да не се чувствува дека е под било каков притисок од јавност, бидејќи навистина во таа ситуација, барем од тоа што јас можам да го видам, навистина има работи кои што се нелогични, незаконски, во кои што има јасни индиции за криминогено постапување, јасни индиции за прескокнување на процедури, на постапки, на формалности, на ургенции за добивање лиценци, за добивање на на концесии и слично. Значи тоа мора да биде расчистено. Има една друга ситуација која што се наметнува од целата оваа истрага за овој текст, во која што еве на пример има така рани индиции да речам, ама има позиции во кои што онаа афера, не знам дали сте слушнали аферата Ускок во Хрватска, во која што ИНА купува навечер ефтин газ, сабајлето го продава пак, купува од државата ефтин газ, сабајлето го продава по висока цена. Имам и такви индиции за ќе биде Струја газ. ИНА, не, Ускок аферата е во ИНА со газ, а со кај нас е со струја, слична шема направена, да. Така да обвинителка да ја поздрави, да не именувам која, дека си продолжи си истрагата слободно, ќе биде покриена вака. Ќе биде покриена јавно. Не на сите страв, на мечка не страв. Да, така некако му доаѓа. Кој сака тоа зашто морам да дам вовед, кој сака да уништи Германија ми е прашањето, а морам да дам на тоа прашање вовед затоа што Германија е најголем трговски партнер на Македонија и многу зависи нашето стопанство од германското. Се уништи Северен тек. Во моментов добив информација дека и Грција бара воени репарации од Германија за Втората светска војна. Претходно тоа направи Полска официјално. Значи, некако се ми изгледа дека некој сака да клекне Германија на колена. Кој има најголем интерес од тоа и зошто? Сега ние да жалиме Германија? Нема зошто? Зошто тоа се ние случува? македонците да жалиме Германија? Па не ја жалиме, ама. Па таа од две светски војни била до темел срушена, испотепани мажи. Да не ја жалиме Германија. Инаку имаме коментар од еден гледаш, вели 27 дома, маам раке и сирење, уживам со вас, поздрав горе, види го е.
Ракија и сирење. Навечер. На овие цени, овој магнат, овој некој од адвокатите од водовод, е 100% овој. На здравие нека му и ракиката и сиренцето. Фала на поздрав, друже. Вели едно прашање до Стевче, до каде е зонското на Млечен? Зонското на Млечен е до урбанистичкиот план. Господата советници не го гласаат урбанистичкиот план кој беше укинат од Уставниот суд. Меѓутоа, новите законски решенија ни дозволуваат да го ставиме во анкета и потоа да го ставиме на усвојување на советниците. Еве се натегаме да го усвојат. Една од причините зошто ни требаат планови е токму за да воведеме и зонско паркирање. Зашто ако немаш план, немаш кај да ги како ќе ги уцрташ улиците, како ќе ги уцрташ паркинзите, како ќе ги обележиш паркинзите, такви се законските решенија. Има едно интересно прашање, вика главното прашање за сите е дали некој намерно оди на уништување на сите институции, фабрики, производствени погони на Македонија или се работи само за апаши, за лопови. Толку знаат. Само една работа да прочитам, еден наслов. Национална телевизија со ваков наслов срамота вели Да не паѓа рейтингот на Инфомакс. Не, прогласувам општа мобилизација, мобилизирајте ги сите средношколци, студенти, работници, државни службеници, јавни личности, најави само прогласениот председател на Белорусија Александар Лукашенко. Само прогласен. Ама како може да е само прогласен Александар Лукашенко? А и он наредува мобилизација. И он наредува. Ама на кого? На све? На сите, од средношколци до службеници и јавни личности. Ама како е само прогласен? Ама на кој? Канал 5 не го признава за председател. Борбата е голема за грантовите. Оваа криза особено сите на сиренце научени. Една минатата емисија разговаравме кога беше актуелно. Сега веќе е постигнат договор помеѓу владата и Адора за топланите. Коментар? Мене никош Бриганец не ми стоил за инаечиот човек, туку напротив за конструктивен и јас мислам дека 370 мислам илјади евра и плюс има банкарска гаранција дека владата ќе го купи БЕК. Говорит? Добра сделка или? Па знаете што, како што знам дека негде околу 8 милиона и 500 илјади евра да го купиш БЕК, тоа е џабе пари. Ако можевме да дадеме за газ од 37 милиона, БЕК треба одма да го земе владата. Ако нема повеќе теми или веќе меѓу време не почна Трета светска војна во Украина, тука предлагам да ја завршиме емисијата. Турбината ќе оди на ремонт или? Турбината врти, сега е скапа струјата. 374 евра. На Хупск, HUPX, тоа е Hungarian Power Exchange. Ми личиш на, кога кажеш што ме подсекаш на некого. Уште дошли? А? Уште дошли? Професорски делов. Хупск е 191 евро за мегават час во моментов. Така да турбините вртат, додека држат, не мора ремонт. И почитувани гледачи, добра ноќ од мене Стевче Екимовски, од Милош Милошевски и од Александар Митовски Мечка и од останатите наши колеги кои ни помагаат во реализација на ова наша интересна емисија, интересно дружење, тешки муабети. Довидување.